5 тренинга што ги завршил некој на... Да, бе, да. Баш како имаш константно да го прегледуваш, да се повторуваш и ќе ти стане дел од тебе, ќе ти влезе. Да, да. Да стартуваме, а? Ајде. Добар ден на сите и добре дојдовте у 15-та епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов, ова е The Better Nutrition Show и конечно го имаме гоцка денеска у емисија, у епизода. Се шалам и ви кажав дека минатиот пат имаше он проблем со гласот, не можеше баш да зборува. Има дома малецко детенце што му беше болно, па изгледа префати, он доста ни е, кажав, екстремиста е у поглед на вежбање, може и така се поднастинал нешто. Трчал си испотил, нели не стел крапче како што ми ставаат како мали, у грбот да ти упи и си се настинал. Се шалам. Денеска она што ми беше целта да го позборуваме со Гоце, неговиот резултат ќе го видите на самата фан страна, има неверојатна промена направена у изминативе Гоцка, колку се веќе 120 дена, јас се пратам константно. 130 дена ќе биде денеска официјално. 130 дена, до колку ќе одиш до 90, значи уште 50 дена остана. 180, браво, 6 месеци, да. Да, ти си ми огромна инспирација, пошто ја реално сум неам издржано до крај 90 дена, се обидувам сега нешто некој 40 ми е, мислам, мене ден. До 13 април ќе биде последното, зборувам у исхрана, така да, ама се сомнам дека би направил резултат кој тебе. И знаеш, Гоцка, што е цела работа, што сакам да денеска да им дадеме на луѓево е да многу луѓе, и со Тоше која беше у епизодава, зборувавме за тоа дека многу луѓе се обидуваат да вежбаат премногу, а при тоа некако фокусот околу исхрана им бега. И у делот конкретно и на физичката активност, можеби премногу се преоптеретуваат со тоа да биде кардио, да се трча на ленти, да се трча, а можеби не се свесни како се законите у телото. Сега, што да речеме, ти советуваш, кога човек би сакал да направи идеална верзија од себе, зборувам и за да оди до момент на стомачни правење, и каде луѓето најмногу ги прават грешките во делот на храна и наспротив вежбање. И дали може да донесе негативен ефект вежбањето, а при тоа невнимавање на исхрана. Океј. Прво да се заблагодарам за поканата. Уште не сум од недобра кондиција со гласот, ама ќе дадам се од себе. Сигурно ќе ме разбирате и ќе бидам по спор во зборувањето, пошто мана ми е говорна, брзо зборувам. Ако зборувам, ја вака ќе ти дадам. Само подсетувам се дека ќе биде супер. Значи, јас сум во еден нов предизвик, втори 90 дена почнувам. Прво да почнам од тука, затоа што се е промена на прехранбени навики и на животни навики нормално. И оние први 90 дена што беа наминети, не ми беа првенствено за да направам резултат со производите, односно со телесниот изглед, туку да сменам некои навики што ги правев и претходно, исто како и тебе, Јосиф. Значи, многу пати имав обидот, значи, обиди да правам резултати се откажував во третата недела, четвртата недела. И претпоставувам дека тоа се случува со многумина од луѓето кои што се обидуваат на собствена верига да прават некој резултат, и тука е најголемиот проблем, што после пар недели се откажуваат. Најчесто ради само дисциплина и немање доволна мотивација, ама тоа е еден дел од карактерот на луѓето. Инаку 10 години се бавев професионално со фудбал. Значи, да те прекинам. Кога се бавеше со фудбал, дали ти беше аматер? Ја играв ракомет порано, 8 години, и мислев дека од ти вежбам ја можам се да јадам. И ќе ми се случило да отидам у теретана, па да отидам на тренинг после тоа и дома да ја речем на мама, ај направи 3 тоста со салама, кашкавали и мајонез. Значи, од мојата 7 година се бавам полупрофесионално со фудбал, затоа што не сум живеел никогаш од парите од фудбалот заработени, и затоа кажам полупрофесионално. Инаку во делот на храната тотално непозната тема беше за мене, исто како тебе. Значи, јас тренингот најчесто беше наутре са, не знам, 9-10 часот, и прво што правев пред тренинг јадев, така ме учат тренерите, меѓутоа недоволно информирани они ги правев гречките што ги прават, претпоставам, најголеми од сите спортисти. Дали е тоа нешто лиснато пред тренинг, тост некој, омилен тост ми беше со врат и со кашкавал, појачам со руска салата, значи појачам да бидам најка прилично дебел. И да те држи. Да ме држи со преку 1500 калории, не можам да ги потрошам на самиот тренинг. И тука ги правев најголемите грешки што станат додека почнувам со фудбалот. И никој не ми дава, не знаеше да ми даде насоки како да се хранам правилно. Инаку бев
Оно е многу важно да го разберете дека едно е да сте слаби, а друго да сте фит. Јас во тој момент бев слаб, можеби и преслаб, затоа што претпоставам трошев премногу калории од тоа што ги внесувам, ама тотално од нездрави извори беа тие калории. Единствена добра полука што сум извлекол од таму е што не сум имал некоја повреда од посериозен карактер, врзана со лош избор на исхрана од типот кинење на лигаменти, мускулни влакна, скршеници и такви работи. Кога, значи, во делот на храна сега она што е многу актуелно и што претпоставам дека сите се обидува да го прават, е вадење на плочки на стомашни мускули поточно. Да. И еве вежбам да речеме некои 4 месеци интензивно во теретана без прекин, значи без престан, без поголеми прекини, може еден ден во неделата да одмарам. Ама у принцип ги прават истите грешки што ги правев јас. Значи не внимава воопшто на храна, прават дури теженски тренинг, дури кардио тренинг и повтор нема резултат. Како резултат на сето тоа се доведува ситуација фрустрација, откажување после пар денови, пар недели или може да прави неколку месеци и без никаков резултат. Она што го правам овие 140 колку 130 дена точно денеска, 130 дена поточно се денеска, е што во овие денови, значи првите ви реков дека се за менување некои навики, сега тие навики се веќе сменети, немам потешкоти во однос на исхраната, точно се знае што јадам во текот на денот. Што беше важно во првите 90 дена да ги сменам оние прехрамени навики и во овие втори 90 дена, денеска 40 дена, веќе немам никакви потешкоти околу планот на исхрана. Сакам да ви кажам да не се фокусирате премногу на вагата, тоа е многу важно, туку да го следите вашиот прогрес од слика во слика. Правите се фотографии на секој 10 дена, не мора да е тоа секојдневно, за да го гледате вашиот напредок. Кога е во прашање исхраната, мојот тренинг се одвива секогаш наутро, значи рано да кажам 8 или 9 часот, влегувам во теретана. Предходно, значи 1 сат предходно ми е сосем доволен период за да направам еден добро збалансиран Herbalife шейк со протеин во вода, значи сблендиран. Тренингот, после 1 сат ми е тренингот, најчесто почнувам со теженски тренинг, односно секогаш со теженски тренинг, и е многу важен сегмент од градење на едно убаво атлетско тело, затоа што без тежини не може да се формира она убаво што потсети. Што повеќе би согорило калории и како повеќе луѓето би се ослободиле, да речеме, од сала, од масти, од вишок на килограми, со тежински тренинг или со кардио? И како треба да биде балансот, пошто премногу фокус мислам дека се дава на кардио. Тоа го приветувам и последниве неколку месеци во теретана, значи влегуваат луѓето со некоја намера или цел да намалат тежина и прво се фаќа за трака, точак, степер, што и да е. Ова не сум го измислил, јас го кажува науката дека кога градите чиста мускулна маса, вашето тело многу побрзо согорува масти отколку со кардио тренинг. Ја не викам да не се прави кардио тренинг и би препорачал да се прави баланс. Значи ако се вежбат, не знам, 4 Ти како водиш еден ден тежини, друг ден кардио? Не, правам, значи секој ден скоро кардио, скоро, меѓутоа тоа е интервално. Целата поента е, значи, да го поттикнам телото, да го забрзува метаболизмот со такви промени во интензитетот на вежбање. Кога сме кај тежински тренинг, значи кога завршува тренингот во теретана со тежини, зборувам сега, телото во наредни 24 сата согорува сало, односно согорува калории. Кога правите вие кардио тренинг, во моментот кога тренирате, телото троши калории, во моментот кога прекинува кардио тренингот, телото не согорува повеќе калории. Тоа е многу важно да се знае, затоа што тој е период од 24 до 48 сата, после теженски тренинг телото може да согорува повторно калории во состојба на мирување. Значи кога имате вие потреба за озонмор, телото ви согорува калории. И Гоцка, последно нешто што исто знам дека ми е многу важно на луѓето. Дали е задолжително да бидеш физички активен доколку сакаш да изгледаш здраво? Фала ти на прашањето, Јосиф. Значи, претпоставам дека не гледаат и луѓе што не се активни, луѓе што имаат некоја ситуација здравствена со прекумерна тежина, не знам, мајки, кои што можеби немаат баш време за активност. Ние го препорачуваме тој здрав и активен начин на живот, меѓутоа многу важно да сватите дека ако има можност да се метне физичка активност е супер, тоа не подразбира да се пишете во теретана вие од утре. Брзо пешачење, одење на водно, шетање на кеј, што и да е. Најважно сватите дека целокупниот резултат не зависи од вашата активност, тоа е еден мал дел, еден мал сегмент кој што станува 20%
од вашиот 100% резултат, најголем дел од тие 80% отпаѓа низ храната. Затоа е многу важно да сватиме што јадеме, колку калории несуваме, од какво потекло се тие, отколку вашата физичка активност. Супер Гоцка. Фала ти, мислам дека дававме супер поенти и се надевам дека ќе нешто од ова ќе ви помогне и што мислам најголемата цел на сето ова што го правиме не е да ви од утре почнете, јас знам дека можеби не се доволно работи, понекогаш треба треба помош и многу луѓе нели тебе ти се обраќаат за да им помогнеш и реално да видат ти што правиш, пошто откажување се учи, ама кога ќе видам, барем за мене, кога ќе видам ми е многу подобро. Кога гледам пример човек што нештото го прави. И но целта на ова е чисто да ве поттикне можеби да размислувате на поинаков начин, пошто јас знам дека многу меѓу вас се мачат, се обидуваат на различни начини и многу брзо се разочаруваат затоа што можеби не го бираат вистинскиот начин, не го бираат правилниот начин. И не носи резултати, што е најважно. Така да Гоцка, фала ти многу што го сподели сето ова. Ќе те пратам и ја и вие да го пратите. Гоце ќе на социјалните мрежи доста инспирира и верувам дека на многу од вас ќе ви помогне да почнете да го следите и можеби да вие направите идеална верзија. Ова ни беше 15-та епизода. Ние се гледаме у 16-та веќе епизода. Тоа ќе биде некаде понеделник, вторник, до тогаш останете со квалитетни животни навики. Имајте си убав викенд веќе од утре, ќе биде добро времето и ќе се видиме у Исо Гоцка у некоја наредна епизода. Thank you. Још едно. Фала ти на тебе. Чао, чао. Чао.